Обвинение за тројцата мажи кои полицијата ги улови на дивата депонија Вардариште. Тие од 2020 година до септември 2025 нелегално вршеле откуп и складирање отпад на диви депонии во Скопје, без дозвола и без регистрирана фирма. Обвинителството има докази дека со непрописно складирање и транспорт на отпадот создале диви депонии, каде што при пожар се испуштаат штетни материи што ја загрозуваат животната средина и здравјето на луѓето. Во врска со причините за настанување на пожарот на Вардариште, основното јавно обвинителство Скопје дава и повеќе наредби со цел откривање на други сторители на кривични дела. За настанатиот пожар на депонијата Дрисла до овој момент до основното јавно обвинителство не е поднесено известување или кривична пријава од надлежните органи. Сепак обвинителството ја следи состојбата и доколку утврди дека со кривично правни действија била загрозена животната средина, обвинителството веднаш ќе постапи. На депонијата Вардариште, каде неколку денови гореше, повеќе нема чадење. Во меѓувреме надлежните поставија и обезбедување од приватна агенција, која веќе патролира околу дивата депонија. Кај Дрисла се уште работат багери, булдожери и камиони, а Ер трактор гаси со специјална пена. Делот, каде што моментално се одвива горењето, во непосредна близина, има, по моја проценка и по она што го кажа стручните лица, околу 1,5 метра отпадни води, кои што се создаваат од самата депонија. Местото каде што се одвива горењето, верувам дека подлогата е водна, односно целиот тој простор веќе е воден. Имаме вода која што измешана се разбира со различни материи, меѓу кои што и токсини од самата депонија. За пожарот и чадот од Дрисла кои ги трујат Скопјани, премиерот Христијан Мицкоски вели дека има истрага, но за да каже детали ќе почека работите да добијат свој тек. Во меѓувреме извести дека со механизација од општествено одговорни компании ќе влезат и на депонијата Дрисла и на Вардариште. Веќе работиме со министерот за транспорт на општествено одговорни градежни компании, со кои што ќе донесеме механизација и во Вардариште, и во Дрисла, и ќе можеме да действуваме внатре се со цел да не се случува ова континуирано. Но исто така и сторителите ќе бидат откриени и санкционирани. Трајно решавање на проблемот со депонијата Мицкоски најави со новиот градоначалник, а на забелешките дека тоа не треба да биде со јавно-приватно партнерство, туку да се прифати стратегијата нула отпад. Тој одговори дека ќе ги покани и оние што се за и оние што се против, за да се најде најсоодветно решение што може да се примени кај нас. Неговиот став е дека на Дрисла треба да има фабрика за отпад и фабрика што од метанот ќе прави струја, кои треба да бидат дел од трајното решение.